Бдение. Кога се подготвуваш да започнеш подвиг на неспиење, бдение, и за твојата молитва да биде примена од Бога, прави го следното. Прво клекни, а потоа започни својата молитва, откако претходно ќе го осениш своето срце и своите членови со живототворниот знак на крстот. Потоа седи некое време во тишина, додека не се смират твоите чувства и мисли. Потоа подигни ги рацете и срцето кон Господа, молејќи го да ги зајакне твоите духовни слабости, за молитвата на твоето бдение да биде примена. Зборовите на твојата молитва нека бидат вакви. Господи Исусе Христе, Боже мој, Ти кој промислуваш за сето создание, Тебе Ти се познати страстите и болеста на мојата природа. Ти знаеш колку сум слаб и како лесно те напуштам и правам зло. Господи, жалам за тоа. Сватив дека сгрешив пред Тебе, кој ме спаси и ја пролеа пресветата крв на крстот. Јас сум бедник, кого го удира сатаната од сите страни. Кон кого да прибегнам, Господи? Кон луѓето? Па и тие се безпомошни. Само Ти си силен и моќен. Твојата сила е огромна. Затоа Ти, благи, која знаеш слабоста на мојата природа и ми даваш сила во немоќта, сочувај ме од бурата на помисли што ми ја нанесува сатаната. Смири ги моите страсти, кои ме опколуваат како брановите давеник, и удостој ме да се молам нерасејуван од било што земно, лошо и минливо. Умртви ги моите зли желби и отстрани го секое зло од мене, за да ја почувствувам сладоста на бдението што го вршам, за да се соединам со Тебе. Ноќната молитва треба да биде слободна, со свест дека вршиме значајно духовно дело за нашата душа. Голем е благословот и духовната радост цела ноќ да разговараме со Бога. Подобро е да прескокнеме нешто од читањето на псалмите, отколку да читаме брзо и без разбирање. Ако за време на ноќната молитва некоја помисла тајно ти шепоти, зборувај малку побрзо, зашто имаш многу да завршиш, не слушај, зашто тоа доаѓа од врагот, кој сака да ни го украде плодот на молитвата. И ако продолжи да те вознемирува, моли се уште поревносно и со поголема усрдност кон Господа. Ако и понатаму те напаѓа, тогаш клекни и моли се со зборовите. Христе мој, немам намера да ти кажувам многу убави зборови. Единственото што сакам е да ме помилуваш, да ја спознам својата грешност, да ја сватам својата беда. Сакам да стигнам до Тебе. Покажи ми го патот на врлините. Води ме и јас со радост ке те следам. Господи, помилуј ме грешниот и недостоен слуга Твој. Со овие зборови ќе побегне искушението и ќе победи Христос, кој радосно ги прима молитвите на оние кои се молат ноќе. Ноќната молитва е жртва. Во часот кога природно ни се спие и целиот свет спие, молитвеникот знае дека молитвата е повредна од се. Не затоа што Бог не ги прима дневните молитви, туку затоа што со ноќната молитва се жртвува сонот. Ако се измориш за време на бдението, не очајувај, зашто тоа ќе го искористи лукавиот ѓавол. Како што ја наговарал Ева и ја измамил, така ќе ти рече и тебе. Доволно е, толку долго се молиш, зарем не гледаш дека не можеш да стоиш? Одговори му на ѓаволот на неговите подмолни шепотења. Не престанувам, дури и ако сум изморен. Ако јазикот не може да се моли, моето срце е со Бога. Во часот на искушение потребна е будност, зашто сатаната бесно напаѓа, знаејќи каква корист ќе имаме, било од мало или големо бдение. Еден светител цели 40 години се молел со овие зборови. Јас како човек, Господи, сгрешив, а Ти како Бог прости. Изговарајќи ги овие зборови, постојано плачел. Без разлика дали благодариш, дали бараш нешто или го прославуваш Бога,
Моли се колку што можеш стоејќи цела ноќ и наградата ќе ти биде голема.